Пред да го распнат Исуса Христа, сам си го носил крстот. Врвам по мојата Голгота. Шо кабајет има што те фрлија до овде? Неголем кабајет над кабајетите. Аман бре, кажи. Си го сакам својот народ и мојата земја. А тие не ми даваат. Која е твојата земја? Македонија. Јас сум Даскал Јордан. Ми советуваат главата да ја веднам. Оти можам да ја изгубам. Угоре високо, удолу длабоко. И од кого да бегам? Од самиот себе си не можам да избегам. Свети Јован Златоуст рекол: ако сонцето престане, псалтирот да не престане. Треба да се биде добар и на Бога и на човека, ефенди. Ти не знаеш каков човек е Мудур Мендунага, а? Ќе се покаже по злото. Тие што краделе вода, да им се кршат рацете до лактови. А на тој што зборил за бунт, да му се сече главата. Пред сите со джем ханџар. Многу тешко ти оди читањето. Потешко ми беше пишувањето, Мудур ефенди. Многу серт јазик имаш, Едепсус. Ке те ставам и тебе во Ферманов. Па веќе е завршено сето што го напишав. Да не беше тоа што си сега. Ке беше ли и ти во овој Ферман? Сигурно, Мудур ефенди. Ќамил човек си. Самовила град градила. Ни на небо, ни на земја. Току така, под облака. Окото, каде ми е окото? Да те пратам во Стамбул. Не. Се враќам кај моите. Ти давам слобода. Да не грешиш. Ти грешиш, Мудур ефенди. Ме казни се слобода. Учителу, многу ми е непријатно што ќе те прашам вака директно и неумесно. Но ако животот не се разликува од смртта, тога зошто ние живееме? Зошто ти живееш и не сакаш да умреш? Ќе ти одговарам директно како и што ме праша. Живеам затоа што животот и смртта по ништо не се разликуваат. Да те прашам јас за една работа што никако не можам да ја сватам. Што настанало најпрвин? Денот или ноќта? Ноќта настанала ден порано. Талеце, мудрецу, а што е тешко? Да се спознаеш себе си. А што е лесно? На друг да му дадеш совет. Верум, векум, чикарум. Верум, векум, чикарум. Верум, векум, чикарум. Верум, векум, чикарум. Траговецу! Траговецу! Ми треба совет! Како да слезам? Никако, момче. Нема пат за назад.
Многумина се искачале на тој рит и се уште живи не се вратиле. И ти ќе останеш меѓу бројните скелети. Многу ти благодарам на златните гранчиња. И збогу. Секоја година жртвувам по еден млад будала како тебе. Hoş buldum çorbacı Leonid. Го најде главниот. Утре одиме за Солун. Со своји очи сакам да го видам. Тоа е. Исти. Пред 30 години ми е сотре фамилијата за еден грст златници. И ти како се викаш? А? Како ти беше името? Како ти беше името, бе? Скршениот. А? Скршениот? Скршениот! Ако да си запишим. Приолчето! Ви реков! Приолчето! Уште сме во Русија. Уште половина саат. Во 11 треба да бидеме во Унгарија. И јас со Сталин. Сталин е во право. Русија е во право. Великата единствена Русија. Да се простим. Седи кога ти велам. Сите сте вие исти. Сите. Ама не сакате да признаете. Ти налапна вода. Ќе изгубиме се заради што паднаа 2 милиони жртви. Не можеме сами. Можеме. Не можеме. Дури да сме во право. Во право сме. И мораме да издржиме. Тоа е заблуда. Одам. Збогум. Стариот мој коските ги остави на Богомила. Имав двајца браќа. Загинаа заедно со црвеноармејците во Белград. Ќе ме колна додека сум жив. Се крстеа во Русија. Оставете Русија. Си имаме ние своја земја, своја партија. А што ако Тито не е во право?
мојата академија во Франција научија дека според теоријата на Чарлс Дарвин, човекот настанал од мајмун. Каков мајмун, господине Музафер? Човекот го создал Бог. Тоа го тврди Дарвин. Но според некои мислители, велат дека идеал на мајмунот е да стане човек. Што мислиш ти, Селим? Каков идеал тогаш има човек? Каков мајмун, господине Музафер? Човекот го создал Бог. Човекот го создал Бог. Од мајмун, Селим! Не, господине Музафер. Од мајмун, Селим! Бог, господине Музафер.